Јас би започнал прво со уна за кое што и најмногу ни ја дадовте до вербата во 2006 година, подоа и во 2008 година, а тоа е економијата. Во првата година уште ги намаливме даноците. Да споменам само, Република Македонија, предводена од ВМРО ДПМН, има најниски даноци во Европа. Останатите даноци ги спуштивме на една стапка од 10% рамен данок, кој што, како што кажав, е најнизок во Европа и имаме најповолен даночен пакет во Европа. Во периодот 2007-2008 година и нешто во 2009 ги зголемивме просечната плата, ја зголемивме за отприлика околу 25% во јавниот сектор, значи просечните плати на сите вработени се зголемија за 25%, при што платите на вработените во образованието и во некои други дејности се зголемија драстично повеќе. Министерот за образование подоцна ќе зборува за тоа. Во делот на пензиите, просечната пензија, која што во 2006 година изнесуваше 7.500 денари, се покачи на околу 10.500 денари. Значи по 3.000 денари месечно секој пензионер добива повеќе врз база на политиките и мерките што ги презеде ВМРО ДПМН. Како и да е, значи ние сме подготвени да го искористиме моментот на излегување од кризата и веруваме дека Македонија ќе се врати на оние позитивни стапки на економски раст од 5-6%. Веруваме дека 2012-2013 веќе ќе оствариме економски раст од 5-6%, така да мислам дека со тоа, со еден континуиран таков раст и со политики што се насочени кон подобрување на стандардот на граѓаните, ВМРО ДПМН и натаму ќе покаже дека е единствената политичка опција во Република Македонија што знае и умее да ја води економијата. Верувам дека ќе ни ја дадете поддршката и на следните избори и дека ќе покажеме дека и во следните 4 години можеме да оствариме добри економски резултати. Едена од областите која што во текот на средбите со граѓаните најчесто наидуваше на критики и каде што се уште има сериозни проблеми е секако судството. Каде и да одиме низ Македонија, има граѓани кои што се жалат со право на долги постапки, процедури, започнати пред можеби 10-15 години, кои што се во некој ќорсокак или незавршени, или завршиле во насока што не е согласно законот. Препознавајќи ги овие проблеми и гледајќи колку е значајно ефикасното судство и за квалитетот на животот на граѓаните, подобрување на квалитетот на животот на граѓаните и за подобрување на бизнес климата, ние се зафативме со корените реформи во судството. Тие реформи не можат да дадат резултат преку ноќ и нема да дадат резултат преку ноќ, но темелите што сега се поставуваат ќе го променат македонското судство за наредни 50 години. А кои се тие темели? Значи, прво би почнал со објаснување на промените што се во однос на со последните измени на законот за судии, за избор на судии, пред се и за можноста некој да стане судија. Порано во некој и во судството, и во образованието, и во други области имаше, што се вели обичај, одредени луѓе да се предодредени за тие позиции. Дали синови, ќерки на судии, уште неродени се знаеше дека ќе станат судии. Или професори, уште неродени децата, се знаеше дека ќе станат професори. Сакаме да воспоставиме сериозни, силни стандарди кој треба да стане судија и кој треба да ги исполни. Значи, секој што сака да стане судија, нека ги исполни тие стандарди и нека стане судија. Кои се тие стандарди? Значи, што променивме ние со последните измени на законот што ги усвоивме во декември оваа година? Прво и основно воспоставивме повисок праг на успех, што треба да биде задоволен за да може да бидат воопшто да се запишат на Академијата за судии и обвинители. Треба да има завршено правни студии со најмалку просек 8, но треба да има завршено и постдипломски студии и да познава еден од светските јазици што се користат во Европската Унија, во секој случај најмалку еден значи, но во секој случај англискиот мора да биде јазик кој што го владее идниот судија, а тоа не е случајно, тоа го бараме за да може судијата да чита литература, да се образува, да се надоградува, да чита литература, значи што се користи и во други земји.
И нема да биде доволно некој тука да го оцени неговото знаење за англиски јазик, туку ќе треба по меѓународните критериуми, еден од оние врвни критериуми што се користат, тоа се TOEFL стандарди или Кембридж сертификат слични што постојат во светот, значи ќе се бара таков сертификат за познавање на странски јазик. Исто така ќе има тестови што треба секој што сака да се запише на академијата и подоцна да стане судија да ги положи. Прво, за стручно познавање ќе се полага стручен тест со кој што ќе се одредува колку го познава правото, што се разбира е основата. Меѓутоа ќе има уште два други теста. Едниот е така наречен психолошки тест. Психолошки тест со цел да се оцени, значи, карактерот на идниот судија. Значи ќе треба да се полага тест со кој што ќе се утврди дека некој можеби го познава правото, ама нема квалитет на карактерот, значи човечки квалитети, кои што се потребни за да биде неутрален и чесен и да работи таа работа како што треба. И второ, ќе има уште еден тест, така наречен тест за интегритет. Значи ќе се направи една унакрсна проверка по сите основи, не само од аспект на тоа дали познава право, туку и дали е како човек, по карактерот, по сите други способности, по честноста, дали може да биде судија и дали може да стане судија. Само така имаме шанса да ги промениме сериозно работите во судството, да дојдат вистински луѓе, најдобрите, најквалитетните, честните, оние кои што кога ќе дојде човек со мака во некој судски процес, да го третираат како што треба и да ја донесат правилната одлука согласно законот. Кога ќе дојдеме до реализација на овие промени во судството, граѓаните ќе бидат исто така информирани од страна на владата и ВМРО ДПМН преку обуки, преку посети, преку посебни трибини за овие реформи, за да може да знаат какви се правилата на игра и да може после тоа да инсистираат на таков начин да се реализираат судските постапки и веруваме дека само преку еден таков начин ќе успееме да го промениме судството во позитивна насока. И уште една област каде што преземаме корените реформи, каде што исто работите не се добри или не се доволно добри е јавната администрација. Воведуваме промени, законски се разбира, со кои што ќе се променат неколку работи. Прво и основно би го спомнал проектот за интероперабилност. Тоа е проект кој што вака името не кажува многу, меѓутоа што значи во пракса? Значи дека ги поврзуваме компјутерски различните државни институции. За почеток во пилот фаза се поврзани 4-5 такви институции, како што се Управата за јавни приходи и Централниот регистер, Катастарот, Царината, а во следната фаза набрзо ќе се поврзи и Министерството за внатрешни работи, со цел граѓанинот кога ќе дојде кај една од овие институции, ако за да добие документ во таа институција, му се потребни други документи што ги имаат овие други институции, да не мора граѓанинот од шалтер на шалтер доди во различни институции да изгуби денови и да се нервира, туку по службена должност институцијата кај што дошол да го бара тој документ, да ги побара влезните документи, односно пропратните документи од другите институции. Во иста насока е и проектот за така наречен нема погрешна врата. До сега ќе дојдеше граѓанин во некоја институција, ќе се обрати, ќе побара нешто, службеникот тедва и да ќе го погледне и ќе му рече не си за тука, барај си чаре. Сега во закон се воведува обврска и со подзаконски акти за сите државни службеници да мора, кога странката се обрати, кога граѓанинот се обрати и побара нешто, ако не се обратил на вистинското место, државниот службеник е должен да стане, да му помогне, да го однесе кај што треба во институцијата, да му покаже кај треба да ја заврши работата. Значи, еден друг начин и пристап на државните службеници кон граѓаните. Трета промена во делот на државната администрација е еден проект кој што подразбира оценување од страна на граѓаните на државните службеници. Како е замислено тоа? Сите граѓани што имаат контакт со државните службеници за да добијат некоја услуга или документ, ќе има пред државниот службеник, значи едно апаратче со 3 копчиња. Вообичаено, нели, црвено, жолто и зелено. Ако граѓанинот е задоволен од услугата, ќе го притисне зеленото. Ако е полузадоволен или така и така, жолтото. Ако не е задоволен, граѓанинот ќе притисне на црвеното копче. Што значи во пракса тоа за службеникот? Зошто па службеникот
тоа ќе го интересира, е затоа што тоа апаратче е поврзано софтверски со центарот за сметководство кај што се утврдува платата. И ако еден службеник во текот на месецот има многу црвени копчиња, тоа ќе се рефлектира врз неговата плата на крајот од месецот. Па нека му ја мисли дали ќе се однесува добро со граѓаните, дали ќе има црвено стиснато или зелено некој. Тогаш граѓанинот ќе има вистинската моќ да решава за квалитетот на сопствените услуги. Така само ќе направиме промени во администрацијата. Добро, најпрвен да еден голем и срдечен поздрав за моите сограѓани, за кичевчаните. Би сакал да се заблагодарам за поддршката, за вниманието, за топлиот прием што секој пат го имаме во Кичево и за можноста пак да се видиме барем со пријателите и со роднините од поблиску. Оти поретко имаме време за Кичево, а почесто имаме задачи барем во мојот ресор по некои држави за меѓународни посети. Значи, најпрвен би почнал со една работа која што во продолжение на овие проекти што ги спомна заменик председателот на владата Ставревски, сметам дека е многу крупен проект кој што и општината, и граѓаните, и сите во Република Македонија со задоволство го примија, а тоа е проектот за легализирање на дивоградби. Еден проблем што постоел 20, 30, 40 години и кој што секоја влада или го занемарувала, или го избегнувала, едноставно не го решавала. Проблемите што се присутни и порано и сега, сите сме свесни за нив, но за разлика од претходните влади, владата на председателот Груевски за проблемите нуди решенија. И така ќе продолжи во иднина. Прво, имавме 17 години, имавме една ситуација во која што граѓаните на Република Македонија не само што беа оневозможени слободно да патуваат, туку имавме ситуација каде што таа оневозможеност значеше и на некој начин повреда на достоинството на секој човек кој што има потреба, здравствена, фамилиарна, туристичка или било каква работна, да направи посета на некоја држава од Европската Унија, односно да може слободно да патува. Требаше да поминат неколку влади за да навистина работата се земе во сериозни раце, да се спроведат сите неопходни мерки, да се превземат сите неопходни действија и од Секретаријатот за европски прашања, и од Министерството за внатрешни работи, надворешни работи, царината, граничната контрола, издавањето на биометриски пасоши, за да можеме да стигнеме до посакуваниот чекор, до посакуваната одлука од 19 декември 2009 година, тоа што го ветивме, тоа и го исполнивме, Македонија да добие безвизен режим, да може без визи македонските граѓани достоинствено да патуваат таму каде што имаат потреба во европските држави со пасош на кој што пишува Република Македонија. Тоа е успехот кој мислам дека ќе остане забележан за нашата генерација. Навистина се чувствував горд како македонец, како кичевчанец, што имав можност од мај до ноември минатата година во име на Република Македонија да председавам со Советот на Европа, најстарата европска организација во која што за прв пат Македонија после 15 години од своето зачленување председаваше со оваа организација и беше и примена и поздравена со аплауз. Тоа е угледот на Република Македонија кој што говори дека Македонија е сериозен и активен чинител во меѓународните односи, а заедно со подпредседателот на владата и одговорен за европски прашања Васко Наумовски, со таквите напори, со таквата комуникација, пријателство, лобирања, чести посети, средби, нештедење на време, успеавме пред еден месец за прв пат во македонската историја и нашата комуникација што имаме како Република Македонија со Европскиот парламент и формално да формираме во Европскиот парламент група на пратеници која што го носи името Европски пратеници пријатели на Македонија.
Така што се покажува дека Република Македонија има пријатели и во Европа, и во светот, и тие самата ги создава, и тие пријателства ги негува. 2006 година, кога ВМРО ДПМН превзеде власта, имавме 115 држави кои што Република Македонија ја имаа признаено со уставното име. И тоа беше добар успех. 2010-2011 година имаме 131 држава во светот што ја признала Македонија со уставното име. Би кажал неколку работи и по однос на актуелната политичка ситуација, поврзани со, на некој начин, со нашите европски интеграции. Може кој колку сака да тврди нешто, да искривува факти, да се обидува да манипулира со ситуацијата, медиумски, политички, лично, на било кој друг начин, но фактите се непобитни. А тоа е дека владата на ВМРО ДПМН е првата која што успеа да ги спроведе економските, политичките, системските, општествените, фискалните и сите други реформи потребни за една држава да ја добие препораката од Европската комисија дека е подготвена и политички зрела да ги отпочне преговорите за членство со Европската Унија. Владата на Република Македонија тоа го докажа на два пати, 2009 и 2010 година се првиот и вториот пат кога Република Македонија на два пати доби потврда дека прави добри реформи, дека е на добар пат и дека Европската комисија ја препорачува земјата да ги отпочне преговорите за членство. Граѓани на Кичево, почитувани граѓани на Универзитетскиот град Кичево, како што го напомена тоа мојот колега Тони, зашто образованието е битно и зашто ние како влада толку се насочивме кон инвестиции во образованието. Нашиот председателот на ВМРО ДПМН, господинот Никола Груевски, во една прилика истакна, цитирам: Република Македонија нема ниту природни ресурси во изобилие, нема нафта, нема природен газ, нема стотици километри на плажи и излез на море. Единственото нешто со кое што ние можеме да конкурираме и со кое што можеме да се избориме за подобра екзистенција е образованието. Затоа мораме да инвестираме во образованието силно, мораме да ги подигнеме капацитетите на нашите граѓани. Констатиравме прво дека во Република Македонија структурата на образованието на граѓаните не е сосема поволна. Заради тоа, првата и најкрупна реформа што ја преземавме беше воведувањето на задолжително средно образование. Потоа следа бесплатниот превоз како мерка, следеше мерката за бесплатни учебници, компјутер за секое дете, бесплатен интернет. Сите овие мерки, почитувани граѓани, ги воведавме затоа што сакавме образованието навистина да биде достапно. И за прв пат во историјата образованието да биде навистина и бесплатно. 1,5 милиарда денари инвестираше владата на ВМРО ДПМН во последните 3 години во областа на образованието, за разлика од 500 милиони денари кои што ги инвестираше владата на СДСМ во претходниот период. Тоа се трикратно повеќе инвестиции во образовната инфраструктура. Патем, во овој дел предвидовме изградба на многу објекти. Предвидовме изградба на 145 спортски сали преку Министерството за образование и наука. Но исто така предвидовме изградби на 35 спортски сали преку Агенцијата за младе и спорт. На тој начин сакаме да изградиме вкупно 180 спортски сали за сите граѓани и ученици во Република Македонија. Имаме обврска да не дозволиме да прогресираат лошите действија и лошиот успех на учениците. Затоа што, да ве потсетам, само квалитетно и високо образование и повисоко образование е основен услов за излез од оваа ситуација во која што сме денеска. Добро вечер, почитувани сограѓани. Во работата на луѓето кои што се бават со политика, со јавна професија, со отчетност пред граѓаните и со тоа да се стават во служба на граѓаните, има две работи од кои што едната е премногу тешка, а другата е премногу лесна. Најтешка работа е после 4 години на власт да се соочите со оние кои што ви избрале, а да немате дела зад себе. Тоаш не постојат зборови со кои што ќе можете да ги покриете делата што не сте ги направиле или неделата што сте ги направиле.
втората, најлесната и најдобрата, најпријатната работа е кога треба да зборите после 4 години владење, треба да зборите за делата кои што сте ги направиле, а ги има толку многу што пак не постојат доволно зборови нити во квантитет, нити во квалитет, што можат да ги опишат за кратко време сите тие дела кои што граѓаните на Република Македонија, граѓаните на Кичево ги почувствувале. Јас вечерва за среќа имам оваа втората обврска, втората пријатна обврска, да навистина тешко се наоѓаат зборови за да се опишат, за да се кажат, за да се набројат само делата зад кои што стои владата на ВМРО ДПМН, делата кои што директно ние овде како кичевчани сме ги почувствувале. Прво има во Кичево една, тоа е позната и кај членовите на СДСМ поговорка дека кога СДСМ е на власт во Кичево или воопшто во Република Македонија, во Кичево времето како да застанало, како да сме се вратиле пред 100 века, пред 100 години отприлика, и така во еден slow motion, во еден успорен филм живеат луѓето и исчекуваат кога ВМРО да помне повторно ќе дојде на власт. Значи тоа е генерално вака впечаток што го имаат сите луѓе. А по-конкретно, дали некој од нас, од вас или од нашите пријатели, комши што се симпатизери на СДСМ или членови, може да се сетит за нешто што направиле во Кичево. Некогаш нешто да изградиле во Кичево, освен пред 90-тите години во време на социјализмот. Дали нешто имаат изградено во време кога СДСМ бил на власт на централно и на локално ниво во Кичево? Нешто, уличе, тротоарче, нешто да е. Дали ви текнуват такво нешто? Многу тешко ќе се сетите на таква работа, бидејќи ја немате. Сега ќе се обидам накратко само да се подсетиме на она што во овие 4 години како власт и како влада на ВМРО ДПМН сме го почувствувале дека е направено во Кичево. Прво, генерално впечатокот на сите нас, чувството, знаете, дека Кичево од слепо црево на Македонија го претворивме во универзитетски центар на Македонија, во универзитетски центар на целиот овој крај од нашата татковина. Изградбата на двете училишта што ги спомна Министерот за образование, отворањето на правниот факултет и дисперзираните студии на техничко-технолошкиот факултет, спортската сала во Иванидол, која што сега Милчо Манчевски треба да направи ремикс на филмот, бидејќи таа беше една од главните теми како руина. И добро е тоа, вака за споредба, за да се види што сме имали и што сега имаме, еден прекрасен објект во нашата населба, што го носи името на Христо Узунов. Фудбалските игралишта, од кои што едното го финансира владата на Република Македонија и во моментов мислам дека се поставуваат рефлекторите и е пред само завршување, веќе е тревнато, кој прати спорт може слободно да го види тоа. И уште едно фудбалско игралиште до спортската сала Јанчица и до главниот спортски стадион во Кичево, до градскиот стадион. Зградата со социјални станови и да не ги набројувам другите комунални проекти кои што не се помали, ама нив ќе му ги оставам на градоначалникот, бидејќи се негово дело во последната година од владење на ВМРО ДПМН, овој пат и на локална власт, на локално ниво во Кичево. Почитувани сограѓани, на почеток сакам да ги поздравам нашите гости тука од владата на Република Македонија, од министерствата, од агенциите, од јавните предпријатија, сите оние што вечерва се тука. А вас на почеток да ве подсетам на една ваква средба во 2009 година, кога изгледаше дека јас како градоначалник се спротивставувам на цела една влада во тоа време и можеби некои ми замерија во тој дел, но јас знаев само една работа, дека јас сум градоначалник на општина Кичево и подобро да ми замерат сите отколку граѓаните на општина Кичево, затоа што јас пред вас излегов со една обемна програма во која имаше над 100 проекти и знаев дека доколку оваа влада не ми помогне во овој дел, ќе се чувствувам онака како што се чувствував тогаш, а тоа е како да си фрлен во океан со ајкули, а треба да преживееш. Ти треба брод да те спаси. Би сакал на почеток да им се заблагодарам на председателот на владата на Република Македонија, господинот Никола Груевски, на министерот
на министерот за финансии господин Зоран Ставрески и на цела влада за тоа што во старт ни дадоа позајмица од 26 милиони денари со која ја одблокиравме жиросметката на општина Кичево која беше блокирана за над 102 милиони денари и од тогаш до сега почнавме да ги реализираме сите оние проекти што вие ги гледате во градов. Јас само би подсетил што све направивме и уште еднаш да им заблагодариме за сето тоа. По деблокирањето на жиросметката на општина Кичево, во Кичево се направија на почеток инвестиции за околу 3 милиони евра во инфраструктурни објекти што ги изгради владата на Република Македонија. Тоа се 2 основни училишта, 2 факултети, потоа спортската сала, патот за село Раштани, канализацијата во Раштански пат и така натаму што беа поддржани од владата на Република Македонија. А ние како локална самоуправа од тој ден наваму реализиравме над 100 милиони денари во инфраструктура. Изградивме над 50 улици во градот, изградивме канализации атмосферски фекални над 12 километри, а просечно порано, пред јас да бидам градоначелник, се граделе од 400 до 500 метри канализации годишно. Исто така изградивме тротоари, улични осветленија, го изградивме мостот на реката Сушица, за кој дискутиравме минатиот пат тука, значи тој е изграден и чекаме сега да се асфалтира уште неколку дена и ќе го пуштиме свечено во употреба. Исто така изградивме и мала хидроцентрала што е спремна некаде за 15 дена би се пуштила во употреба. Да ги најавам само следните проекти што ги работиме. Исто така тука морам да му заблагодарам на министерот Зоран Ставрески на неговите вработени со кредитот од Светска банка ќе ја реконструираме улицата Маршал Тито во Кичево, што е најстара улица и знаете, никој не покушал ни да ја поправи, а камоли целосно да ја реконструира со нова инфраструктура, нова атмосферска и фекална канализација, 2 водоводи, улично осветление, тротоари. Ќе реконструираме од болницата до црквата и од берзата до Арабела. Значи, тоа е огромен проект. Ќе купиме исто така со тој кредити 3 нови возила за комуналет за носење смет, затоа што просечно годишно плаќаме за поправки на возила во вредност од едно ново возило. Значи, доколку купиме 3 нови возила, за 3 години ќе се исплати цела една инвестиција и чистотата во градот ќе се подобри. Да ги најавам и проектите преку Светска банка, ќе ги реконструираме сите главните водоводни линии во градот по улицата Маршал Тито, како што спомнав, по булевар Ослободување и по Борис Кидрич. Вредноста на таа инвестиција е околу 503.000 евра, а општина Кичево ќе продолжи со своите инвестиции, ќе асфалтираме некаде над 15 улици во наредниот период. Чекаме само грани да ја запали асфалтната база. Ќе се реконструира патот за Крушино и село Кнежино, а се надевам дека она што го имаме како општина зацртано во овој период и како општински совет, цела програма што ни беше запишана и што ја донесовме на совет, ќе ја спроведеме. Сето ова можевме да го спроведеме само доколку се одблокираше сметката на општина Кичево. Видовте што значи само една помош за одблокирање на сметката на општина Кичево. Сите пари сега што ги собираме, 90% ги инвестираме во инфраструктура. Пред тоа оделе за камати или се извршувале од судски извршни решенија. Тоа е она што сакам да ви кажам и тоа е она за кое се борев. Можам да ви кажам дека она што сега го работаме исто како да спортуваш на спортски терен и тоа. Чиста рекреација.